Добро вечер. За македонските работи во ново издание, но како што е мојата намера на самиот почеток од оваа нова сезона, мој гостин е Борче Николов од Институтот за национална историја. Борче, јас би сакала најнапред да те представам. Ти си од помладата генерација на историчари и мојата намера е да направам афирмација на младиот научен кадар во нашата држава со оглед дека ние имаме потреба и на јавноста да ја презентираме дека младите научници се присутни, работат, творат, создаваат и на некој начин ние сепак треба да ја афирмираме таа научно-истражувачка работа. Но кога ја гледав твојата биографија, забележав дека ти покрај она образование кое што го имаш стекнато во нашите образовни институции, забележав дека 2015 година си со стипендија и наобразба во Универзитетот во Сараево. Студираш турски јазик и книжевност на катедрата за ориенталистика. И после 2 години веќе се стекнуваш со тоа неопходно образование, а забележав дека 2018 година си со стипендија од турската држава. Зашто се работи? За докторски студии се работи? Тоа беше стипендија од турската држава за изучување на османлискиот јазик, култура и цивилизација и во Истанбул престојав на Меденијет универзитетот 6 години, каде што докторирав во 2024 година. Од 2018 до 2024 година. Гледам дека еден макотрпен научно-истражувачки период и она што денеска ќе ни представува главна тема за разговор, тоа е правото во доцна Османлиската империја. Ти имаше едно свое предавање во Институтот за национална историја во врска со оваа тема и беше навистина многу интересно. И во наши неформални разговори ние тоа сме го кажале дека неопходно е да ја знаеме историјата и на економската, но и правната историја, особено на Османлиската држава. А исто така и оние други форми во Османлиската држава. Ете, јас и ти во еден неформален разговор спомнавме и за судовите на верските институции кои што не се муслимански и исто така за она што представува нереволуционерни методи на македонската револуционерна организација, што и фактички твојата магистарска тема. И би можеле тоа да го спомнеме, бидејќи можеби тоа е пак мотивот што те провоцира и да продолжиш со проучување на темата за правото во империјата. Токму така, најпрво да ви се благодарам за поканата и да ги поздравам гледачите на вашата телевизија. Како што напоменавте, мојата магистерска теза го опфаќаше баш тој сегмент за тие нереволуционерни методи на МРО, односно да биде појасно на гледачите како МРО создава држава во држава. Малку се држав настрана од востанијата, од нели што се вика народско кажано од пушки и пиштоли, да видиме како МРО работи на еден друг сегмент, како таа гради една илегална држава во рамките на Османлиската империја и на тој начин таа го опфаќа целиот социјален живот на македонското население преку намеса во екзархиските училишта, каде што се обидува да кооптира своји членови, каде што на некој начин ги менува и програмите, преку нивните учители зборуваат за револуција и така натаму. Потоа има една економска политика, каде што на почетокот врши бојкот на државни институции, на бегови, аги, на сите оние кои што на некој начин го злоупотребувале македонското население, но и на некој начин го едуцира населението да се преориентира кон по-рентабилни гранки во стопанството, например, докле во свилена буба и така натаму. Значаен дел од таа подземна република, би ја рекле, е и судскиот систем на организацијата, при што организацијата формира своји судови, локални, по селата, каде што на локалното население му сугерира, понекогаш и наложува, да не оде да се суди во
османлиските судови, туку своите спорови да ги решава локално пред војводата на организацијата. Сега да се надоврзам на вашето воведно излагање. Оттаму ми дојде идеја за докторските студии во Истанбул, што би можел да биде како тема, и се реков, ајде да продолжам пак со судовите, но да ги вклучувам во еден османлиски контекст, во спроведување на правдата во Османлиска Македонија. Така почна таа една идеја и почнам да проучувам за османлиското право и соодветно на тоа и реформите во 90-тиот век, бидејќи тоа ми е фокусот на мојата дисертација. Јас проучувајќи сосема еден друг сегмент на револуционерната организација, особено Гоцевиот концепт, односно Четничкиот институт, дојдов до тие моменти што ги спомна, дека војводата е оној кој што ја организира целата правосудна постапка кога треба да се разгледуваат определени судски дела, имотно-правни работи особено и така што не им била едноставна работата на војводите. Тие немале задачата само да го способуваат населението со оружје во рака да настапи, туку имале една образовна, како што спомна, но и една судска прерогатива која што не случајно во нашето историско паметење е оној познат лозунг држава во држава. Сега кога се договоривме да разговараме за правото на доцна Османлиската империја, ние и поразговаравме дали е присутен долго време оној момент каде што населението постојано ја поврзува асоциацијата со правосудниот систем, кадија те тужи, кадија те суди. Како се одвиваат тие правосудни постапки или каков е правосудниот систем во Османлиската империја во почетните векови, пред да дојдеме до реформите? Што значат шеријатските судови? Или шеријатското право? Да, најпрво мора да одбележиме за гледачите дека Османлиската империја е теократска држава, таа се води по исламското право, и оттаму и шеријатското право, значи таа спроведува правда според исламското право. Но мора да напоменеме дека освен тоа шеријатско право, таа инкорпорира во својот правен систем, во тој еден, го рекуваме, класичен период пред реформите, и елементи на обичајното право, или тоа се вика орф на турски. Така што тие сегменти кои што исламското право не ги опфаќало детално, се надополнети со обичајното право, кое што Османлиската империја го темели од претходните туркиски држави. Така што на некој начин има една синтеза на исламското право и обичајното право, но мора да напоменеме дека тоа обичајно право не требало да противречи на основните принципи на исламот. Во тој контекст се ствараат и тие канони, каде што се гледа таа синтеза помеѓу исламското и обичајното право, и според кои се суди во тие шеријатски или кадиски судови. Така што, веќе споменавте, главна личност во тој правосуден систем до реформите од 19 век е кадијат. И тој, освен што има правни прерогативи, има и административни прерогативи, така што во секој поголем град во империјата имало кадија. И оттаму, и тоа е многу важен за Османлиската империја, тоа се гледа и по неговиот престиж, по неговата плата. Кадилаци имаме како терминологија. Како терминологија. И оттаму и таа изрека која што останала до денеска нас, каде те тужи, каде те суди, бидејќи неговата улога е многу голема, пред него се решаваат тие судски случаи. И ретко кога имало поговор на неговата одлука, имало своеведна апелација, може да се каже, тоа е Султанскиот диван во Истанбул. Доколку некој не бил задоволен од одлуката на кадијата, можел да се обради до Истанбул, но тоа ретко се случувало. Таму може диванот да ја разгледа таа жалба и или да се препрати на повторно разгледување кај кадијата, или да се прати кај некој друг кадија, блиску до местото на живење на
странки. Тоа е периодот кога Османлиската империја е во еден развиен феудализам. Меѓутоа, веќе со изминувањето на вековите, во почетокот на 19. век веќе се појавуваат реформи. Тоа го бара општествениот, политичкиот, економскиот систем во државата. Познато е дека Османлиската држава отпочнува со систем на реформи. Познат е оној термин танзимат. И мислам дека треба сега да се поврземе со правото и танзиматските реформи. Постојат два значајни документи во државата, Гилханскиот хати Шериф и хати Хумајунот, едниот е 39-та, другиот е 56-та година. Само накратко ќе спомнам дека фактички со овие два документи христијанското и муслиманското население веќе се стават на една рамноправна основа, но во однос на правото ти ќе ни кажеш како се одвиваат тие намери за промена во правниот систем. Така, ева да се доврзам на последното што го рековте. Една од причините и за промена во правниот систем е токму тоа да се изедначат немуслиманите со муслиманите во Османлиската империја. Бидејќи христијанското население долго време раја и има сосема други права и обврски од страна на муслиманското население. Така, и по исламското право тие не се еднакви, тоа е и ден денешко прашање во Турција. Многу често се меша еднаквост со толеранција, имало толеранција, но немало еднаквост. И токму веќе тоа се гледа и после Француската револуција, за таа еднаквост меѓу сите граѓани на еден политички енитет или држава, дали е тоа империја или нешто друго. Така да и има тој притисок големите европски сили и Османлиската империја да спроведе реформи каде што целото население ќе биде еднакво пред законот. И за тоа и се прават тие реформи, почетни, но не само помеѓу немуслиманите и муслиманите, туку и помеѓу класите во Османлиската империја. Има една позната изрека од тој период дека и овчарот на планината и големиот вездир треба да бидат еднакви пред законот. Така што тоа е една од причина за тие реформи. Другото е, имаме еден нов, како што рековте, економски веќе, нови економски развој на нови економски елементи, почнува капитализмот, поголема трговија и тие веќе шеријатски судови не можат да одговорат на новото време, така да се бара нов начин, нов модул, како да се реши тоа, притисок од големите сили и се одлучува да се формираат нови судови, тие се викаат низамие судови. И самиот низамие и танзимат доаѓаат од ист корен, тоа е од арапскиот корен низам, да се нешто реформира, да се преуреди. Така што и името на тие судови е низами или реформирани судови. И сега интересно е, бидејќи во тој период имало секои реакции од јавното мислење, како ние се ќе правиме реформирани судови, што ќе правиме со овие постоечкиве кои што ја донеле славата на империјата до се расширивме на 3 континенти. И тука се догаѓа еден компромис, тие шеријатски судови остануваат, но се формираат и овие низамија судови, реформирани, кои што има двојни мислења каква е нивната природа, дали се тие по европски терк или се повеќе по вклучено е повеќе шеријатското право, односно ханефискиот мезхеб. На некој начин се наоѓа среден пат, така што се земаат делови од европското право и од исламското право во тие судови. Така. Кажи ми, дали почнува да се воведуваат тие реформи и во управно-административните единици? Бидејќи со почнувањето на овие реформи, ние веќе читаме во литературата закон за вилает. Да, впрочем, тогаш и почнуваат да се воведуваат тие судови со закон за вилаетите во 60-те години.
И но коречната форма овие судови ќе добиат во 1879 година. Значи по долги дискусии како треба да изгледат тие судови и конечната форма ја добиваат 1879 година со тоа што се одлучува дека овие судови ќе имаат 3 степена: основен суд Махкеме и Бидает, апелационен Махкеме и Истинав и касацијски или врховен суд во Истанбул Махкеме и Темиз. Тоа се како инстанци. Како инстанци, да. Така. Кажи ми, дали постои, например, посебен трговски суд? Постои трговски судови, да, во овој период, бидејќи, како што споменав, Османлиската империја дополнително се отвара кон Европа. Точно, новото време почива на тие... Особено по Кримската војна. Така е. Така што и новото време и го бара тоа, има и, освен овие, има и трговски судови. И остануваат, да не забораваме, и судовите на немуслиманите, односно на христијаните и на евреите во империјата. Своевремено знам јас кога го работав овој период, ќе се наврата малку на законот за вилаетите, тој не оди веднаш, не се постројува веднаш, почнува некаде во 60-тите години и завршува конкретно 60-тите. Мидхат Паша е тука. Да, Мидхат Паша со вилаетите. И пред да ги споменеме кои вилаети ја опфаќаат Македонија, сакам да споделам со тебе. Има едно искажување, поточно интенција од самата руска власт, која што притиска на султанската за воведување на вилаетите, односно посебни административни управни единици. Посебно да не се спомнува терминот Македонија, значи тој термин не е само во 903 година пред Илинденското востание да не се спомнува, туку баш кога се носи или се постројува законот за вилаетите. Ќе ги спомнеме кои опфаќаат Македонија. Дури во документацијата постои дека ако дел од руските службеници го споменат терминот Македонија, ќе има реперкусии по нивните плати. Так. А сега да ги спомниме кои се вилаетите, како е платена Македонија според законот. Тој покасно султан Адул Хамид ќе донеси едно ираде да се забрани терминот Македонија, бидејќи со самото спомнување веќе се имплицира на можност за формирање на нова државна творба на Балканот. Па затоа територијата на географска Македонија е поделена на 3 вилаети: Солунскиот, Битолскиот и Косовскиот вилает, односно Скопскиот санџак. Да, ајде и тоа да го појасниме за да биде појасно. Дали тие опфаќаат истородно етничко население или тенденцијата било разнородно население да биде опфатено со овие единици, за да не преовлада, да речеме, само еден дел, и милет еден да не е, да ја користиме таа терминологија, бидејќи ни во Битолскиот, ни во Скопскиот, ниту па во другиот вилает. Апсолутно, значи не преовладува еден нити етнички, нити конфесионален елемент, така да апсолутно е разнородно. Согласно на тоа имаме и многу судови. Освен шеријатските, низами, имаме и многу судови на религиските институции и други останали. Јас се сеќавам, ти кога го правеше своето предавање, ги нагласи и причините за формирањето на новите судови. Ајде да ги објасниме и тие нешта, бидејќи тоа е поврзано па со носењето на граѓанскиот закон, потоа со кривичниот законник. Мислам дека имаш и земјишен закон. Да, и земјишен закон по 50-те години на 19-тиот век. Како што реков, тие... Дали се настојувало да се постигне некоја професионализација, централизација? Секако ќе дојме до тој момент, само прво да кажем дека еден подолг период до реформите имаме една децентрализација во Османлиската империја, каде што имаме локални мокници, попознати во науката како ајани, кои што имаат една центрифугална, да речеме, тенденција
спрема Истанбул и сега империјата полека сака да ја враќа својата моќ, да ги сузбие тие такви тенденции и значи еден аспект од тоа и тоа, значи да се поголема централизација, значи со формирање на новите судови судиите се назначуваат директно од Истанбул. Потоа новите текови, рековме, економски, но и општествени. Веќе имаме еден нов вид на семејни односи, посебно во градовите, каде што дотогашните шеријатски норми не можеле до крај да ги опфатат, така што имало потреба и за нов граѓански закон, тоа е Меджелето, кој што е еден неверојатен проект со повеќе од 1800 членови. Колку што се сеќам, ти спомна во предавањето им една многу значајна фигура во таа реформска активност. Како се викаше? Џевдет Паша, да. И исто, пак се враќаме на тоа за малку природата, каков да биде тој нов граѓански законник. Имало две струи, едната струја била дали да се земе код наполеонскиот законник од Франција како основа или традиционалните законници во Османлиската империја. Митхат Паша прави една многу вешта синтеза од тие. Тој е главниот на некој начин виновник за тој граѓански законник, кој што да напоменеме дека ја надживел и Османлиската империја, се користи во пост-османлиска географија неколку децении потоцна. Исто така да со тие реформи се прави професионализација на кадарот, се отвара правна школа во Истанбул, која што треба да произведува кадар за тие новите низамија судови, бидејќи тие треба да судат по тоа ново позитивно право. Исто така има стандардизација, се знае како е сега процедурата, ги спомнавме трите инстанци, како се оди на суд, како се прави апелација, целата таа процедура е спазена. Така што тоа е еден многу голем залог во тој момент за Османлиската империја, имајќи во предвид во каква економска состојба се наоѓа. А се формира и посебно Министерство за правда? Така, апсолутно Министерство за правда. Како оди таа структура од Министерство за правда па надолу? Значи, овие новите низамија судови се под капата на Министерство за правда. А кој го именува министерот? Доаѓа од портата или? Од портата, султанот. Да објасниме и портата, дека е фактички владата, османлиската влада, меѓутоа е поприлично под директивите на султанот. Со амин на султанот, да. И поприлично во тоа Министерство за правда има голем ентузијазам за да се реформира овој систем. Се трудат. Дали во духот на овие реформи, дали во кадарот, например, спомнавме дека почнува да се изедночува не христијанското со христијанското население, дали веќе во тој новоформиран правосудски кадар, например, влегуваат и луѓе кои што не се од владеачката муслиманска религија? Апсолутно, да. Веќе во правната школа произведува кадар кој што не се муслимани. Дури и тие што имаат завршено правен факултет надвор од Османлиската империја може да работат во тие низамија судови. И интересно е да спомнам дека Министерство за правда и почнува да издава еден свој службен вестник, се вика Вестник на судовите, Џерими Мехакиме, кој што има за цел на некој начин да ја држи таа правна фела заедно, бидејќи тој се издавал и во македонските вилајети, и во Багдад, секаде каде што имало тие суди, Османлиската империја го... Кои инстанции ги имаме во вилајети? Во Скопскиот, во Солунскиот, во Битолскиот? Кои инстанции ги имаме? Спомнавме основен суд? Да. Зависно од кокаво е местото. Во помалите места, во казите, има основни судови. Во санџачките и владските центри имаме апелациони судови. Сега на некој начин, кога веќе спомнуваме дека се појавува покрај шеријотското право, да речеме една правна
секуларна инстанца, бидејќи веќе со новите реформи тоа треба да се одвои. Каква е состојбата на теренот? Дали имаме некој правен дуализам или па имаме Тоа уште е една друга појава на синкретизам? Прашање кое што и ден денес се спори помеѓу правните историчари на Османската империја. До скоро, да речем, до неколку по деценија се мислеше дека има еден правен дуализам, бидејќи после шериатските судови има и низами судови. Тие се два судови, едните се врз основа на исламското право, другите се врз основа на позитивното европското право, но новите истражувања покажуваат дека сме поблиску до тој правен секретизам. Што значи тоа? Иако спомнав тој правен ентузијазам на таа елита во Истанбул, да се создаде кадар кој што ќе работи во тие низамија судови, сепак тоа не може да се стори за брзо време. И се случува во пониските инстанции на тие низамија судови, да имаме кади да работат, бидејќи Кадарот е тој. Кадарот е тој. Не може преку ноќ да се создаде. Така, не може преку ноќ. Во тие пониските инстанции се уште работат кади. Друго, споменавме исто и во тој Граганскиот законник Меджелетун. Тој не е само потеркот на Европа, се вклучуваат елементи и од исламското право, факх, посебно од ханефискиот мезхеб и така на некој начин тоа е сублимат на тие, да речеме, две правни или легални школи. И тој се користи и во шериатските судови и во низамија. Така што моето мислење е дека има два суда, но има еден правен секретизам, има премин на кадарот од шериатските во низам, мешавина, да. Бидејќи и реално е тоа така, не можело тие реформи и можеби таа цел на Османската империја да се реализира во толку краток период. Знаеме ние дека и деновите на Османската империја на Балканот ќе бидат изброени веќе неколку децении по овие реформи. Во секој случај тоа е сепак еден солиден период, ако почнеме од 1876 година, нели, со прокламацијата на првиот устав. Иако после тоа следи една многу голема војна меѓу Османската држава и царството Русија. Меѓутоа, веќе кога разговараме на темата, се добива впечаток дека веќе во правниот систем постојат повеќе правни ентитети. Така. И тоа е исто еден момент што мене ме фасцинира и што ми даде и вака елан да истражувам повеќе на оваа тема. Има еден османски историчар Ави Рубин, тој тоа го нарекува judicial мол, еден правен мол, бидејќи имаме повеќе правни ентитети и странките имаат правен шопинг може да прават, каде да го представат својот случај, бидејќи еве споменавме низамија, шериатски трговски судови, црковни судови. Црковните да ги спомнеме. Еврејските, значи тоа се сега се добива впечаток дека странката има избор. Има избор. Каде да го представи, да го адресира својот случај. Јас знам дека кога беше твоето предавање ти спомна за Охридската екзархиска митрополија. Јас и колишката Лиле Гушевска го гледавме тој фонд и забележавме дека при таа црковна инстанца се одвиваат поприлично судски разврски на некој начин од доменот на семејното право, од доменот на имотното право, наследство и така натаму. Дури може да се прати цела низа, цел спектар на социјалната историја, културната историја. Сега тоа сакав да те прашам. Без разлика на постоењето на тие различни правни ентитети. Одлуката дали е конечна и задолжителна за реализација, например,
вие одите во еден суд или инстанца од верската заедница, да речеме при црквата, дали е тоа Цариградската патриаршија или екзархијата. Так, без разлика. Да, има свој Кои што се монопол, признаени таа од духовната султанот, да, власт так, во тие што османлиската држава за немуслиманското Така е. население. Зато имаме Охридска екзархиска митрополија, но Така постои е. и патриаршиска во Апсолутно, секој така. случај. Ме интересира како се добива, например, пресуда. Дали таа треба да се почитува или дали државата од својата страна на секуларноста ги признава? Да, само прво се навратам за ова што го зборивме за тој легален плурализам и правен мол, што го реков. Најзад тој изгледа така, но сепак имало ограничувања кои судови, кои како вид на прерогативи имат во однос на османлиските. Има една наредба во 1887 година која што укажува дека приватното право, случаи од приватно право, наследство, развод, треба да бидат кај шеријатските, граѓанско и кривично се прерогативи на низами судови. Така што иако нели имаме сепак се настојува да има разграничување, но пак влегуваме сива зона. Потоа јас најдов има наредба во 1909 година со која се забранува на шеријатските судови да разгледуваат дела што не им се во нивни прерогативи. Значи ние колку се тоа 20 години те значи разгледувале, што има наредба, им се забранува веќе. Така што иако формално има поделба, сепак се случувало шеријатските судови да разгледуваат и дела кои што не се во нивна надлежност. Сега да се надоврзам на црковните и тие како и шеријатските обично разгледуваат дела од приватно право. Развод, брачни односи, имот, така и така натаму. Но доколку странката, например, не била задоволна од исходот на судовите во црквата, таа имала право да го представи својот случај кај шеријатските судови. Така. Так. Обично кадијата го препраќал назад на разгледување. Не сакале тие да се мешаат, да даваат одлука во дел кои што немаат многу голема поткованост, бидејќи сепак се работи за христијанско право овде. И тие го препраќале на разгледување. Сега доколку нели се инсистира на тоа, таа може да оди и на повисока инстанца. Така, еве веќе ги начнавме проблемите и предизвиците. Па ајде малку повеќе за таа тема. Треба да споменеме дека ово што го зборуваме главно теоретски сега, да. Ние зборуваме за реформи, зборуваме за воведување на нови институции, нови судови, нов кадар, процедура, стандардизација, професионализација, но каква е ситуацијата на терен? Нели очекување и реалност, треба да споменеме дека овие реформи дошле во најлош можен момент за империјата од економски аспект. Ние во 1875 година имаме банкрот во империјата, така што тоа влие врз имплементација на тие реформи. Се доцни со произведување на кадар. Нема пари толку за професорите на факултетот. Нема толку пари за судиите. Се случи да им доцни платава. Сега тоа повлекува други работи. Тоа ќе рече корупција, ајде да не спомнуваме така, рушвет. Тоа што во балканските историографии е пренагласено, корумпирани турски во наводници, јас ги ставам бидејќи не е тоа турска држава, тоа османлиски, корумпирани турски судови. Треба да задрме во зошто имало корупција. Доснат плативе. Економската влие, така што и тоа влијаело за да се појави таа корупција. Друго, немањето на кадар повлекува да има доцнење во судските процеси.
со самото тоа се преполнувани затворите, например. Бидејќи додека си во притвор чекаш да дојде твојот случај, имаш ограничен кадар во судовите, се доцни. Тоа строго внимавање на процедурата исто влијаело да имаме еден бавен процес, така што во многу случаи се случувало и да имаме своевиден хаос во судството. Но и покрај тоа се гледаат напори на Министерството за правда да се решаваат проблемите, се праќаат инспектори, да се види каква е ситуацијата, што недостасува на одредени судови во провинцијата и така натаму. И тоа е сега борба со сите тие проблеми. Колку била успешна, мислам дека треба да има понатамошни истражување, но тие проблеми од технички карактер, од корупција, секој дека постоеле. Да, малку ќе се вратам назад. Митхат Паша е една специфична историска личност. Дури е, барем во оној период негов 1872-73, влие на, да речеме, македонските представници кои што ја водат таа природбенска повеќе, би рекла, борба, да го издвојат македонскиот јазик како едно посебно наречие, го користам терминот од тој период, или народниот македонски говор да се издигне во една форма на литературен. Меѓутоа, Митхат Паша тоа го нафрлам, меѓутоа тоа не заживува. Да, и самиот Митхат Паша го имал тој реформаторски мајндсет. Да. Тој бил со големи идеи за реформа на Османската империја, делум на децентрализација. Колку учествува во носењето на првиот устав? Една од главните фигури со зборување на повеќе јазици имал пристап до правната легислатива на Европа, но тој ќе падне во милост и немилост потоа на Абдулхамид II и ќе заврши во заключеништво и таму ќе почине. И секако влијал, мислам, ние малку и треба да ги поврзуваме работиве. Да. Тој реформаторски бран секако дека влијаело и на немуслиманите. Така е. Имаме во тој момент, во таа една забревтена реформаторска атмосфера, започнува, ние гледаме на просторот на теренот на Османлиска Македонија се појавуваат семејства со сериозни капитали, кои што се јавуваат и во улога на определени мецени, нели? Тоа системот го овозможува. Да. Но она што ќе се случува веќе после 76-та година, после таа голема војна, веќе укажува на системот на неможност да се функционира. Ние не би зборувале за некоја агонија на османлискиот систем, туку може би за една оневозможеност. Така, да. Како што реков, честопати ние, еви, јас претходно сум знаел да кажам, гнил турски систем. Треба да знаеме дека Османлиската империја сака да остане, значи Така е. Тие цело време имаат некој прагматизам, колку можеме да ги удоволиме на Европа, колку можеме да го зачуваме суверенитетот, што ќе направиме ако премногу реформираме, што ќе направиме ако не реформираме, дали овие реформи ни одмагаат, дали овие реформи даваат на Европа поголеми права, но таа политика не е во вакуум, значи имаме контекст тука, ние имаме големи сили и во Османлиска империја тоа сакав да кажам, кои се најголемите иницијатори или промотори за промени во правниот систем? Јас ја спомнав Руската империја, но има и други. Да, апсолутно. Австро-Унгарија, тука Велика Британија и Франција, од која што Османлиската империја на некој начин го зема примерот за тие реформи, барем во првиот момент. Да, ако во воената логика се, германските потреби, сознание и вештини, тука веќе е француското. Да, повеќе е француско влијание во административната поделба и во правото. Иако во правото има
се имаат гледано случаеви од белгискиот устав и така натаму. Добро што го спомна, бидејќи белгискиот устав и уставот на кнежеството Бугарија во еден период се третирани како подемократски устави во таа атмосфера, да речеме, историска. Дури се смета дека кнежевскиот устав е дури и понапреден од белгискиот во некои сегменти, меѓутоа сепак тоа е кнежество кое функционира и е се уште под директната власт на султанот, тоа е автономно кнежество. Да. Така што не е едноставен системот кога го разгледуваме од аспект на обстојување на османлиската држава и низиниот правен систем. Никако, да. Многу работи, нели, ние знаеме да ги накалееме на султанот Абдул Хамид, како бил црвен султан, вршил погроми и така натаму, но тој контекст на обстојување и лавирање со една, шурување со една голема сила, па со друга, па да се удоволат тие барања, па да се направат реформи, а да не се изгуби суверенитетот е бара многу голема вештина. Да. Ова сега што го спомнаме потсети со завршувањето на големата источна криза, со завршувањето или одредбите на Берлинскиот мировен договор, познато е дека Босна и Херцеговина е окупирана од Австро-Унгарија. Дали правосудниот систем во Босна останува османлискиот или Австриската империја си воведува свој правен систем? За таа географија немам истражувано толку, бидејќи се фокусирав на Османлиска Македонија повеќе, но логично е дека во првиот период ќе останат, нели, тој систем и ќе се надоградува понатаму за да подобро се инкорпорира во монархијата. Да, ова ме потекна со оглед дека ние и неодамна дискутиравме за улогата, нели, на шеријатските судови или шеријатското право во периодот меѓу двете светски војни. И ако погледнеме дека најголемата високообразовна институција сепак во тој период е во Сараево, иако Босна е фактички земјата која што е окупирана од една друг систем и друга држава, меѓутоа останува. Тоа е прагматизмот на империите. Сметаат за сходно дека не треба нагло, резко да се пресече тоа што било, да нема, како први прво, да нема отпор меѓу населението и постепено тоа води процес кон инкорпорација на тој систем кон главниот, кон Виена или Будимпешта. Би се навратила и на револуционерната организација, бидејќи таа кога се појавува на теренот, веќе ние ги имаме незаимните судови, нели? Ги имаме тие световните. Ете така да ги именуваме. Тие не се црковни, не се црковни, тие се државни судови. На некој начин таа фактички почнува да делува наспроти нив, подземно. Така, да. Тоа е правен ентитет кој се спроведува правда, исто така, иако е илегален. Да. Иако е илегален, тие спроведуваат правда. И сега овде се поставува прашањето што е поважно за населението. Дали да го добие случајот или дали тој случај да има правна валоризација, бидејќи МРО илегална организација. Легална е. Таа, например, доколку добие некој случајот, тоа не е правно образувачко, доколку го адресира во шеријатските низами, тоа има веќе легалитет. Но овде има легитимитет, например, што е поважно. И како се доврзме на проблемите на османлиските судови, визави судовите на МРО, каде што многу брзо се решаваат споровите. Поевтини се. И поевтини, скоро бесплатни. Да. Се случувало голем дел населението да не оди во османлиските судови, туку да ги презентира своите спорови пред судовите на МРО. Да, јас кога го работев Битолскиот револуционерен округ и во спомените на актуелните војводи се споменуваат моменти кога
двајца селани толку многу потрошиле пари по државните судови, што можеле да си ги откупат имотите еден на друг. Така е. Тој момент не го кажавме за кои се реперкусиите од реформите. Една од најголемите реперкусии тоа е скапа правда. Значи, вие сега, доколку сакате да добиете случај, треба да ангажирате адвокат. Тоа се плаќа, треба да купите поштенски марки, превод, харти. Се појавуваат нотари. Значи, сето тоа чини. Секоја правна активност се плаќа веќе, како и денес. Така што, формално правдата е достапна за секако, де јуре, но де факто таа е достапна за побогатите, за повисоките слои, бидејќи тешко некој со сиромашен со скромни примања да си дозволи да го презентира својот случај во реформираните судови. Уште повеќе да оди на апелација или на Врховен суд, тоа е веќе нешто невозможно за пониските слоеви. Дали си сретнал, например, во твоето истражување, например, кадар кој што потекнува од Македонија, а сака да биде дел од правосудниот систем на реформираната држава сега, во својот правосуден систем? Да, секако мислам, тоа не е некој големо изненадување. Македонија е тие три вилајати се централни провинции за османлиската. Јас и со многу колеги од Турција знам и на нашегување да кажам каква Анкара за Османлиската империја. Скопје секогаш била многу поважна од Анкара. Или Битола, или Солун, или Белград. Посебно што Битола веќе станува сериозен вилајетски центар, со многу прерогативи на центар. Така. И затоа и они знаат да кажат кога изгубивме Македонија, ние изгубивме татковината, некој знае до таму се оди. Таа традиција што имала Македонија и пред тоа со Византи и Римската империја имала многу големо значење за османлии, така што апсолутно, значи тој кадар од Македонија работи во тие судови, дури ете и за гледачите. Ано Димитров нели користат да кажам дека и тој работи во судовите во Битола како еден од основачите на Македонската револуционерна организација, иако јас сум повеќе наклонета кон постарата генерација која што нив ги третира како повеќе иницијатори за создавање на Македонската револуционерна организација, а фактички основоположниците се поликот на Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Пере Тошев. Ово кажемо на аспект дека имало и муслимани и немуслимани во тие судови без разлика дали се екзархисти, патриаршисти. Дури ерменци, кога немало кадар, мислам дека се барало да се пополнат судовите. Што се случува со целиот овој систем со отпочнувањето на балканските војни? Тоа е едно прашање кое што јас го третирам ова прашање до балканските војни, обично и до Млатурската револуција, бидејќи потоа има одредени промени во империјата. Имаше едно предавање колегата Рейхан Мандак и според него имаме еден своевиден хаос тогаш, бидејќи нели и Македонија и империјата е распарчена, нели? Апсолутно, многу заинтересирани сили, многу војни сили, политички актери, се на сцената, меѓутоа какви се последните, да речеме, децении на системот? Млатурците се обидуваат понатаму да ја централизираат таа власт, остануваат, овие судови остануваат и со млатурците. Се прават некои напори повеќе да се канонизира семејното право, мислам, во тој период. Нели, млатурците знаеме како луѓе кои што дел од нив, добар дел од нив и живееле и студирале на Запад. Потоа доваѓаат нови политички entiteti, Србија, Бугарија, Грција, и секој се обидува да го намене својот правосуден систем, но за територијата на Вардарска Македонија, еви со консултација со колегата, остануваат шеријатските судови, не се прави тој
длабок рез, како што на пример го прави Ататурк во Турција. Не се Имаме разлика со има разлика, да. Веројатно сметра дека за да нема отпор во населението, остануваат шеријатските судови, низамие не остануваат. Сепак тие се поврзани со државниот систем. Така што на нивно место се државните. Се воспоставува, други државни. Кажи ми, за она што представува твое истражување, каде све истражуваше? Каде наоѓаше материјал за не само осознавање на темата, туку веќе и нејзино креирање како посебна? За оваа тема има многу материјал. Дури мислам дека треба да има многу повеќе кадар за да добиеме една по-сеопфатна слика за оваа тема. Секако, Османскиот архив во Истанбул, повеќе за тие нормативни аспекти на ова прашање. Има во Истанбул исто еден центар за исламски истражувања, каде што има и сиџили, например, тоа се судските регистри, например. Да објасниме, тоа се судски регистри, така? За гледачите, сиџили се судски регистри на шеријатските судови. И тие се чуваат во Исламскиот центар во Истанбул. Секако, ние овде имаме богатство од материјал, вие споменавте за црковно-училишни општини, митрополии. Да го погледнеме тој аспект со црковните судови. Имаме извештаи на австро-унгарски представници, извештаи на руски представници, извештаи на француски, на британски. Така што има море на архивска граѓа, и објавена и необјавена, која што може да се искористи за да се третира ово прашање кое што само периферно е засегнато во нашата историографија, и се надевам дека ќе се вклучат и други истражувачи да обработат оваа тема барем парцијално, за да направиме една подобра слика за оваа тематика. Фактички со овие истражувања се обидуваме да го разбиеме стереотипот дека Османлиската империја или Османлиската држава била држава која што не функционирала како што би требало или не им парирала на западноевропските, иако во добар дел таа некаде со својот централизиран феудален систем многу подобро стои од Западна Европа. Подоцна? Има моменти, каде што е подобро и каде што е полошо. Тоа е моментот, ние треба сега да детектираме овде, бидејќи со таа инерција само корумпирани судови, гнила империја. Тоа е за мене многу површно и треба да видиме каде заостанувало, кои се проблемите, кои се предизвиците, што правила, дали правила, кои се намерите. Така да и во правосудството гледаме дека има многу големи напори, има многу големи предизвици. Добар дел од тие замисли не биле реализирани или биле некаде реализирани парцијално во некој предел на империјата, можеби подобро, некаде полошо, некаде можеби било подобар судија, некаде има полош судија. Сега ние да генерализираме само дека таа империја која што не функционира, можеби за македонската историографија и за општеството не ни оди во прилог да споменеме подолгото, ама ако не функционирала, зошто? Така? Илингетското востание е задушено за кратко време. Ако тие реформи успеале, например, до некаде во војската, до некаде во образованието, до некаде во правото, така што иако со различни темели, таа сепак обстоела на 3 континенти, се борела и во Прва светска војна. Така е. Така што не е докрај точно таа слика дека таа е гнила империја кај што ништо не функционира. Не е само проблемот во внатрешниот систем, сериозниот надворешен фактор кој што бил и многубројн
и многу интензивен. Тоа е очигледно и ние Да. од таму сега ги црпиме овие Сознанија, да, Европа во тоа време напредува Да. многу подобро од Османската империја и ние сега врз основа на тоа велиме дека нели таа е гнила и еве е пред распаѓање, но сепак имало самиот факт дека е империја зборува дека си има свое значење и своја големина. со оперативна Апсолутно. војска, Да. очигледно, со систем кој што се реформира, се обидува да се реформира, се прават напори. И тоа е сега ние не можеме тоа да го да дадеме конечен суд во една емисија или со 2 годишно, 3 годишно, 5 годишно истражување на 5 луѓе. Борче Николов, јас ти благодарам за твоето учество во мојава денешна емисија. Ти посакувам многу успех во истражувањата, а до следното видување секој добро. Пријатно.